Пред да станете председател на собранието, вие веќе бевте пратеник во неколку мандати. И после влезот од таа страна за пратеници го заменивте со овој официјалниот влез за председател на собранието. Некакво привилегија, но и одговорност. И дали размислувавте кога бевте пратеник дека еден ден ќе станете председател на законодавниот дом? Па јас поминав во парламентот 5 мандати, не беа сите под 4 години, некогаш предвремени, но поминав голем период и на почетокот не мисли човек на тоа. Пратеник, изборни единици, обврски, но дојде време после 3-4 мандати кога се создада услови и коалицијата наша ги доби изборите, да ете мора се прифати и таа функција. И како ја доживувавте? Прво, јас кога станав председател бев релативно млад, 41-2 години. И во тоа време човек не размислува на функцијата, туку размислува на обврските. И беше подинамично, и времињата беа малку поинакви. Ја бев веќе долго во политиката и тоа што мислевме дека треба да се прави, некако ја прифаќаш функцијата како нешто, како алатка, преку што треба да се направи тоа за што сме оделе на гласање, сме имале како програма и така натаму. И не ја сваќав како сега што би ја сватил. Некако побрзо, подинамично се одвиваше, но после кога веќе човек стане председател на собранието, обврската станува многу захтевна, таа си бара многу обврски, многу одговорност, зашто собранието сепак е центарот на политичките случувања во Македонија. Тука е законодавната власт, луѓето што се избрани, владата постојано тука доаѓа со своите обврски, координација помеѓу политичките партии кои се представени преку пратенички групи. Македонија не е лесна политичка сцена, имаме леви, десни, централ партии, имаме многу етнички партии кои се представени во собранието од 1 или 2 па до 20 и нешто, зависно од политичката партија. И се таа координација не е едноставна, нормално. И бара многу работа, па јас ја доживав така, дека тоа што го работиме треба да го извршуваме. Со какви предизвици се соочувавте во времето кога вие бевте председател на собранието? Па, од денешна гледна точка предизвиците се големи и тогаш беа големи, бевме свесни. Прво заради периодот во кој тој мандат беше, тоа е значи 2002, непоследно после конфликтот во Македонија, и особено амбициите што ги имавме, што понатаму. И тоа предизвика една голема активност во собранието, насочувањето на собранието кон тие активности, се разбира заедно со владата. Самиот конфликт го донесе рамковниот договор, кој ги донесе и уставните промени и неколку закони во Македонија, кои се завршија некаде пред изборите, но тие не се имплементираа. Што значи целиот рамковен договор практично почна да се имплементира со конституирањето на седницата на собранието и па наредните 7, 8, 10 години, не само тој мандат, но тоа беше еден од големите предизвици, како да се имплементираат сите тие обврски прашања кои не се само уставни, туку предизвикаат децентрализација, предизвикаат промени во начинот на функционирањето на правата на етничките заедници, начинот на работа на собранието. Да речеме, сите бевме свесни дека собранието станува двојазично, дека може да се зборува и на албански јазик, но до 2002 не се применуваше, иако беше усвоена малку пред изборите, и почна да се применува од првата седница конститутивна, и тоа предизвика шок, особено кај тогашната опозиција од ВМРО ДПМНЕ. Значи, тие се согласија со тоа, но кога дојде за реализација, настана хаос. Джагор, гужва во салата, што ескалираше со напуштање на седницата, и после првата или втората седница опозицијата ја напушти, зашто од мене бараше како председател
да не дозволам да се зборува албански и тие сега зборуваме за 2002 година, од денешна перспектива е тоа далечна некоја 23-4 години поминати. Така што собранието првите месец-два работеше без опозиција. Тие не сакаа да влезат во собранието и за други прашања од рамковниот договор. Па после некако со убедување се вратија и сватија дека не може така. Значи, рамковниот договор беше една голема работа, не само двојазичноста од рамковниот договор, туку и многу двотретински закони кои требаше се донесат така, затоа што тие се врзани. И тоа цел мандат, бар мој, го следеше. Втората голема работа беше економијата на земјата, затоа што во еден период од 2001-2002 година Македонија практично беше во рецесија, имаше негативна ставка на раст, се наруши економските текови заради конфликтот, невработеноста се вивна во небо, имаше превработеност во јавниот сектор, кој предпоставувам тогаш се сакало да се амортизира пред изборите со јавен сектор и така натаму. И тоа беше голема задача исто, да се пристапи кон една поинаква економска политика, брзо да се направи ребаланс на буџет во услови кога имате само 2 месеца, 3 откако сте во собранието, па да се разговара веднаш и за новиот буџет. И сите економски мерки што следат и беа многу динамични, затоа што значи ние имавме договор со ММФ некаде до 2028 и со стендбај аранжмани и други PPF аранжмани, да не ги објаснуваме. После тие се напуштија од претходната влада. Ние сакавме повторно да влеземе во аранжмани, автоматски влеговме во аранжман со ММФ, што предизвика серија на економски закони на прилагодување на економијата, кои тогашните министри и влада разбирливо не можеа да чекаат собранието со симултан превод, со двојазичност, со сите права и проблеми кои се јавуваат со опозицијата, да се успори и тие инсистира на една динамика деноноќно да се работи така. Нешто што, например, денеска многу ретко се случува. Собранието да работи до 12, до 1, до 2 ноќе, да прекине и во 10 часот повторно да продолжи наутро. И тоа беше голема работа исто. И уште 2 големи пакети. Едниот пакет беше нашата желба веќе 2002 сериозно, пошто имавме асоцијативна спогодба 99 година, мислам беше, или 2000-та. И се подпиша 2001. Ние сакавме брзо да напредуваме кон Европската Унија. Се направи еден голем план на работа, акцијски динамичен план кој ги офаќа сите државни институции, владата, собранието и така натаму. Зацртавме нешто дека до 2006 сакаме да станеме кандидати, тогаш не знаевме дека кандидатскиот статус може да продолжи 20 и нешто години да трае. Туку мислевме како е и нормално дека после кандидатскиот статус ќе следи еден исто така бурен период од неколку години за пристапување, зашто тоа го следа и другите држави пред нас. Добивме добри сигнали дека ако се спроведе рамковниот договор, децентрализацијата и други прашања, економски, политички и така натаму, мирот да се воспостави, меѓуетничките односи да се стабилизираат, да не заборавиме дека во тоа време имавме и мисии на НАТО тука и така натаму, зборувам пред нашиот мандат. И тој амбициозен план исто така внесе една голема динамика во собранието, особено од 2002, која резултираше за 3 години 2005 да добиеме кандидатски статус. Од денеша нагол гледано релативно брзо, сепак не се, еве сега гледаме дека не оди така едноставно, сепак таму се 20 и нешто членки и секоја си има своји барања. И тоа внесе исто една голема динамика. Се сеќавам дека заради барањето за кандидатскиот статус имаше постојано проблеми во динамиката на работа на собранието, зашто собранието е спора институција. Има фази на носење на законите, има процедури од владата до нас. После во самото собрание пратеничките групи меѓу себе се усогласуваат. Во Македонија, за разлика од другите земји, усогласувањето не е само власт опозиција, туку секогаш и меѓуетничко усогласување по голем број на прашања кои ги офаќаат јазикот, образованието, човековите права, употребата на символите, да не набројуваме што све по уставот на Македонија. И тоа бара секоја седница, практично, и тогаш бараше, сега не знам како е во моментот, веројатно е слично. Секоја седница прво пратеничките групи внатре, а после јас како председател со подпредседателите на едни подолги координации со координаторите на пратеничките групи, на кој често и владен представник ќе дојде, да се убедуваме дека
овој пакет, не зборуваме за закони, секогаш за пакет. Овој пакет на закони треба во рокот 6 месеци да помине, да утврдиме динамика. И нормално, како што е обично, секогаш опозицијата си бара своји точки, своји некои работи кои вас тогаш ве оптоваруваат, така, но морате да ги прифатите. И четвртата голема работа беше, затоа викам беше динамично време, што ние мислевме дека е дојдено време да завршиме со НАТО членството, зашто уште од 95-та година го имавме тоа партнерство за мир, статус, како некоја подготовка за НАТО. После 2001, во 2002 веќе забрзано да работиме на тоа и заедно со Европската Унија сосема друг тип на реформи во институциите и во општеството за НАТО, кои опфаќаат други ресори, не овие економски, не одбрана внатрешни и серија на овие нови институции што денеска постојат, тогаш не постојат, тогаш се формираа. Дирекција за заштита и спасување, за податоци, да не ги набројувам, граничната бригада од АРМ да се префрли во гранична бригада на МВР. И тоа дури одеше и подобро, мора да признам, подобро одеше, но исто предизвика голема активност во собранието, затоа што резултираше дека во 2005 веќе ни ветија дека на наредниот самит ќе бидеме примени во членство во НАТО. Се случи таа интервенција во Иран, мислам, нели? Па НАТО самитот во 2006 се одложи точката за проширување и се внесоа точки само за НАТО алијанса да се приспособи на овие акции што ги превзема првпат во историјата глобално, мислам, кон Иран и така натаму. Ирак, се извинувам, Ирак. Па се одложи во 2006, после во 2008 веќе заради промените околности добивме вето. Но тоа до 2006 беше завршено и тоа беа исто бурни. Што значи овие ја наброив 4 пакети големи, како јас кога бев председател, нели? Па после јас од председател заминав за министер за финансии, па и од таму исто во собранието, нели, голем број на обврски, особено со економските и со другиве трансформативни проблеми. Кога денеска ќе се присетам на тие времиња и од аспект на работа со што денес ја работам, оваа работа овде е 100 пати подинамична, 100 пати побурна, многу одговорна и едноставно е како машина за мелење на, ајде да не речеме на месо, но мелење на човечкиот организам во истоштеност од работа. Но има една сатисфакција дека правите нешто што е за вашата држава и општество. Ги спомнавте потешкотиите со кои се соочувавте тогаш. Колку тешко да ја преговорите за некои чувствителни прашања во тоа време? Искрено да ви кажам, ниту една точка не оди лесно. Ниту една точка. Дури кога мислите дека нешто се завршило, одеднаш некој ќе извади некое ново прашање. Прилагодувањето со Европската Унија беше полесно од аспект на собранието, но динамиката беше проблематична. Постојано имате закони во сите три фази кои треба со рокови, со акцијски план да се исполнат за кандидатура. Прилагодувањето со НАТО беше малце по-проблематично. Бараше многу енергија, трошење енергија? Бараше енергија и најпроблематично беше од аспект на собранието внатре рамковниот договор, да се доспроведе до крај. Затоа што иако беше тој потпишан, реализиран, сега треба да се спроведе, знаете, па беше потпишан ваков закон за децентрализација, вакви фискални децентрализации, вакви права, но кога ќе дојде во собранието, сите се премислуваат и нормално албанските политички партии тогаш веќе дуи се појави прв пат во собранието со моќна пратеничка група во смисол на бројност. Секогаш се бара повеќе. А некои други политички партии од македонците па секогаш сака дел од рамковниот договор да го сведат на малку пониско и сега го препрочитувате тоа што сте го потпишале веќе и секој го толкува различно и настанува ексцеси, напуштање на собрание, барање на вечни паузи за да нешто се додоговара, па после ви внесува не само проблем помеѓу власта и опозицијата, туку и во владеачката коалиција. Тие различни мислења, нели прво треба внатре да ги согласите, што е ниво на влада и ниво на пратенички групи. Па и тоа зема време. Така што тој агол, ако ги гледам процесите, најтешкото беше рамковниот договор, имплементацијата во првите години, после тоа економските
реформи кои предизвикуваа бури, зашто имаше голем број на проблематични активности. Еве пример да ви дадам еден, значи ние кога дојдовме на власт се соочивме дека во последните 6 месеци пред изборите во ЕСМ, кој тогаш броеше 2500-3000 вработени, целиот ЕСМ. Тогаш не беше поделен на МЕПСО, на ЕСМ, ЕВН, не беше приватизиран тој дел. Имаше 1003 вработени во последните 6 месеци пред избори. Новата власт, тоа не е собраниска работа, но ЕСМ и власта решија дека тие 1003 луѓе треба да се отпуштат. Зашто беа изборно провоцирани, да речам, да ги вработат своји луѓе преди и се доаѓате на власт, имате 1000 луѓе на платен список, значи не се работи за 1, 10, 50, 1000. И беа отпуштени. И нормално, каде ќе одат тие, дојдоа пред собрание. И седеа тука, август месец беше отприлика, седеа колку ќе се сеќавам едно 2-3 недели и на секоја седница бараат да влезат, да дискутираат по опозицијата заради нив, ги штити. Значи, такви многу економски активности кои го товарат собранието. Имаше, да речеме, промени во даночните стапки на ДДВ, се поместуваа нагоре, надоле некој од нив. Може да замислите што се случува во собранието. А прилагодувањето со Европската Унија и со НАТО е полесно од аспект на консензусот во собранието, но потешко од аспект на динамика. Пошто таму не се 2, 3, 5, туку се 100 закони кои треба во 6 месеци одлуки и постојано имате итност. Во тој мандат почнавме да праќаме војници на невралгични точки во светот од страна на Република Македонија, што исто така беше прв пат и бевме малку загрижени. Значи, да пратите еден вод во Ирак, така. Па после и во Афганистан, веќе јас не бев председател на собранието, но првичните наши далечни мисии ги испраќавме во тие мандати. Имаше негативни реакции? Немаше негативни реакции, никој не опонираше на таа одлука. Тоа од нас и го бараше НАТО алијансата. Тоа не беше НАТО, но сојузниците од НАТО, особено Соединените американски држави, една коалиција голема меѓународна која се формираше. И сега не беше проблем дека има внатре конфликт, но сите беа исплашени малку. Каде ќе оди нашата војска? Сепак таму се водеше војна, не така. Да не се случи нешто што никој не очекува така. Иначе прилагодувањето со законите полесно, но законите од рамковниот договор и од економската област беа проблематичните. Па после оној закон за децентрализација фискална и целосна, пошто општините имаа малку надлежности, нели, пред 2002. Многу работа, понекогаш дивергентна, но не толку. Но економски и вкупно тие рамковните законите од уставните амандмани од рамковниот договор, невралгични, да речам, точки. Овие другиве многу работа, без многу невралгичност. Ете така. Сега сме во Собраниското ТВ студио. Да ви посакам добре дојде. Ова е ваше прво гостување овде. Една новина која ја немаше во вашето време. Не. Немаше, Собранискиот канал беше на МТВ. Така. И сакам да ве прашам од оваа перспектива. Кога би се вратиле на назад, што би смениле ако мислите дека нешто би смениле како председател на Собранието? Дали вашиот пристав, дали што би било тоа? Интересно прашање. Не сум размислувал многу на тоа. Пошто рековте надвор дека кога преземавте функцијата бевте многу млад. Па релативно млад, да, 41-2 години. Сега сум над 60, па ми се гледа дека е млад тој период. Тогаш не мислев така нормално. Видете, собраниската работа од тој агол може да се гледа двојно. Едно е дека бара многу енергија и време на работа, значи секој ден од сабајле до вечер и касно вечер, зашто не е само седници на собрание. Дури понекогаш си мислев во тоа време дека кога има седница на собранието ми е ден кога одмарам.
зашто самата седница веќе си има некој редослед. Кога нема седница има многу работа. И треба да е човек млад, подготвен здравствено и психофизички да може да го издржи тоа. Уверен сум во тоа. А од друга страна, па председател на собрание секогаш е функција која бара искуство во политиката. Долгогодишно, децениско искуство, зашто е на самиот врв и од тој агол треба и искуство. Значи треба една комбинација на знаење, на искуство. Јас политичкото искуство го имав, иако бев млад, зашто тоа ми беше веќе 4-ти мандат во собранието. Претходно и во град Скопје бев советник, политичко искуство големо, сепак поминав до тогаш 3-14-15 години во неколку состави во собранието и како опозиција и како власт. И имав искуство, но животното искуство беше помало во споредба од денес кога гледам. А председателската функција подразбира да имате здрав човек способен да може по 12 до 15 часа на ден да се посвети само на работата и на ништо друго, се друго трпи. Немате приватен живот, немате семеен живот, немате некои мали задоволства во животот или да се бавите и со трето нешто, со професијата која никој не завршува факултет или не работи во собрание цел живот, тоа е функција. И тоа бара издржливост, но бара и големо искуство. Од денешен агол, веројатно, ова големото животно искуство го немав. Денеска сум сигурен дека со сегашното животно и професионално искуство би бил подобар председател на собрание од тогаш. Но од аспект на ентузијазмот, на издржливоста, на волјата за тоа што сакаме да направиме сите ние во собранието, без разлика на која страна сме тие 120 пратеници, тогаш бев многу поголем ентузијаст. Едноставно од саба до вечер мислев дека можеме да постигнеме се. Да влеземе во Европска унија, да станеме членка на НАТО, да направиме економски реформи, животот да ни биде подобар во Македонија и така натаму. Кога сме кај овој дел, што би ги советувале младите политичари со вашето искуство? Прво, политиката треба да е професија, но не може да е целоживотна професија. Значи, на сите ги повикувам да се вклучат, ако мислат дека може да придонес за целото општество, да поминат еден дел од животот ако сакаат, но да немаат амбиција дека треба да останат 20-30 години во политиката и да се така наречени вечни политичари. Тоа не е добро. Треба да видите, ако работата оди добро, одредено време, 2-3-4 мандати да поминете, да дадете што можете, но не да се професионализирате, зашто тогаш веќе станувате, целта ви е нов мандат. Целта ви е да останете, више не гледате зошто сте тука, сте заборавиле зошто сте дошле, така. Да. И затоа треба ентузијазмот на почетокот, да стекнете искуство еден мандат, мандат и пол, па после уште еден мандат, евентуално два, да покажете што можете и што знаете на високи извршни функции и после да препуштите на други. Со нови идеи, со нови видувања, зашто може да дојде до заситеност, може да дојде до рутинизација. Знаете, пример, се менува устав. И сега тоа бара напор, но ако ви се случи тоа 10 пат, имате многу повеќе искуство, но веќе рутински го гледате. Да. Веќе не го гледате секој зборче, станувате поотпорен на сите тие. Така што препорачувам да се сваќа некако нешто што кога ќе влезете во тоа треба да останете постојано и вечно. Туку до тогаш додека мислите дека можете нешто да дадете. И додека можете да се откажете од голем дел од вашиот живот во тие години, за да се посветите на јавното добро, на општото добро. Така да себе да се занемарите до максимална граница до која е можна. А цел живот не можете да се занемарите. Значи мора и на себе да посветувате внимание. И затоа во политиката препорачувам така да се влезе. И особено препорачувам во политиката да се искомбинира професионалното знаење со потребата од политички ангажман. Значи, да не сте политичар од општ карактер. Така. Значи, ако сте учеле средно факултет, магистериум, докторски студии или што работите, да се посветите на таа област. Најпогрешно е, а многу луѓе сум видел и денес е така,
цел живот работат нешто во животот и после во политиката преку ноќ ја менуваат професија и одеднашка за нешто друго се грижат, од нула почнуваат, а своето професионално искуство го занемаруваат или не може да го пренесат, или имаат струка што не може се пренесе. Би препорачал, ако сте правник, бавите со правните работи. Ако сте економист, бавите со економските. Ако сте земјодели, ако сте од образование, од здравство и така натаму, значи, затоа што тогаш луѓето даваат подобри резултати. Подобри резултати даваат тогаш. Со ова ваша порака би го завршиле овој денешен разговор. Ми беше чест што обевте гостин во Собраниското телестудио. До некоја наредна прилика. Да, ви благодарам на честа да присуствувам и еве тоа што во некој многу далечен период, јас сепак председател на собрание бев пред 22-3-4 години, да можеме да кажеме, па тој што има интерес, да се присети што било. Благодарам и на вас.